И поздрав на сите, јас сум Ники. После толку време, буквално малце ни се подобри квалитетот од општо што буквално беше и сега што е. Гледате дека имам са на мене слушалки, ќе правам за прв пат рецензија и анбоксинг на овие слушалки. Ќе видите, буквално ќе ви кажам дали се добри за тие пари, што мислам дека се добри. Сега за сега ме служат добро, така да лупните лайк, да пробаме 30 лайкови, да хитнеме, пошто секој пат сме имале 20, 15, разбирате, и цело време се врти таа бројка. Така да пробаме 30 лайкови, лупните subscribe и да видиме како ќе испадне тоа рецензија. Така да, како што ги гледате сега самите слушалки, некако име, мислам за мене се баш кул, како што ги гледате сега, не знам, ете така, како ќе е во фокус, ете така, сега како што ги гледате самиот некој дизајн, слушалките се направени од оваа фирма, само да видам кај пишет, Трацер или Трейкер или не знам са како се говорат, пошто не сум ја слушнал оваа фирма. Така да самите слушалки некако не се нешто вау за мислам пари, за 700 денари, 800 се баш кул. И едно што ми е добро, иначе нема да снимам звукот од овие слушалки, едно што ми е добро е буквално кога да носам некои слушалки, кога да носам скапи од 50 евра кога да носам, така да изгледат баш кул и свето. Еве како изгледат и самата паковка сега. Еве овде. Добро. Добро. Еве имате, значи, вакво за слушање музики свето. Имате или игри да си играте кантер, таква работа. Имате микрофон, еве го самиот микрофон навака одит, така да доста кул изработено. Мене ми се свиѓаат самите слушалки, затоа ги купив. Волум све си е баш кул, кутија по кутија изгледат обично, внатре само беа слушалки, не знам со што ќе го едитирам видео, господе, не можам од Sony Vegas да најдам. Така да, еве како изгледат задното, еве Трацер или Трейкер или не знам како и да се говори. Еве како изгледат самото микрофонче, како изгледат самите слушалки, буквално ко да носите слушалки од 50 евра. Не затоа што, чекај вака, не затоа што буквално сега ги купив, него едноставно такви се слушалки, ако имате можност да купите. Мене многу ми се свиѓаат самите слушалки и како се стегнати едно друго, не се ко да кажам лабави буквално, не се лабави ко слушалки од 500 денари, буквално се доста квалитетни, ги купив 700 денари, така да ви препорачувам, ако можете да најдете слободно. Мислам дека Октопус се викаат слушалкиве, не знам точно сега, еве како изгледат на ваков лик. Ево овде вака како изгледа, да кажам, мојот сетап, големиот сетап. Не можам да најдам линк од Sony Vegas, така да тука имам некои големи проблеми, ми се гледат. Така да, тоа беше то. Се надевам дека ви се допадна ова мини рецензија, пошто не беше нешто рецензија, не знам како и да се викат. Не беше нешто посебно, но да кажам, ви ги покажав слушалките, како изгледат, што се буквално, дали се добри. Мислам дека за овие пари се добри, пошто микрофонот малце можете да го едитнете и морате буквално за да изгледат, да се слушат доста подобро. Тоа беше то, се надевам дека ви се допадна. Оставете лайк, да пробаме 30 лайкови и оставете subscribe ако веќе не сте subscribe-овани и ние се гледаме следното видео. Рапапапапа и ра.